Здраво, добродојавте уште на видео, каде што ова видео ќе разгледаме подетално ранните фази на развој на една Т клетка. И започнуваме од една хематопоетска стем клетка која се наоѓа во коскената срцевина, значи хематопоетик стем сел, и од незе добиваме хематопоетска прекурсорна клетка. Така како ќе бележам овдека во циркулација, че таа си патува низ циркулацијата, дали низ лимфната или низ крвните садови. Значи ова е хематопоетска прекурсорна клетка. Прекурсорна клетка и таа треба да стигне до тимусот. Така се стигне до тимусот, едноставно преку циркулација, но за да се олесни тој пат на самата клетка има рецептори, односно има хеморецептори. Значи има хеморецептори кои препознаваат одредени хемиски супстанции, односно одредени хемокини, кои ќе бележам овдека, значи одредени хемокини кои се создадени од тимусот. Океј, одат во циркулација и на тој начин полесно може ова хематопоетска прекурсорна клетка да си го најде патот. Сега, имајте на ум дека оваа хематопоетска прекурсорна клетка во овој момент не е Т клетка. Значи ти ако би ја извадил од циркулација, ти нејзе можеш да диференцираш во НК клетка, од нејзе можеш да добиеш дендритична клетка, можеш да добиеш Б клетка и тоа што ние сакаме да го добиеме Т клетка. Така, значи ова уште не е диференцирана. Дури може да се добијат и некои клетки од миелоидната лоза. Добро, сега имаме оваа хематопоетска прекурсорна клетка која стигнала до тимусот. Океј? Значи имаме овдека вака ќе ја бележиме. И сега стигнала до тимусот. Сега на нејзината површина има едни рецептори. Тие рецептори се наречени ноч рецептори. Океј? Значи NOTCH, ноч рецептори, кои што треба да се поврзат со соодветниот лигант, односно со ноч лигант, и да бидат активирани и понатаму да ослободат транскрипцијски фактор, кој се нарекува ноч транскрипцијски фактор. Океј? И ова ќе го започне на некој си начин процесот, односно ќе го одреди патот на оваа хематопоетска прекурсорна клетка да биде Т клетка. Иако се уште нема да биде права Т клетка во вистинска смисла на зборот, се додека не стигне до DN4 фазата. Сега, за да се започне овој процес, на самиот епител на кортексот на тимусот имаме ноч лиганди, односно хемиски супстанции кои може да се врзат со овој рецептор. Значи имаме ноч лиганди и едноставно, како што си поминува клетката, таа ќе се врзе со овие ноч лиганди и едноставно ќе започне да иде кон патот да биде Т клетка. И во оваа фаза може да се нарече Т клеточна прекурсор клетка или про Т клетка. Значи сега ќе ја бележиме. Сега ќе бележиме со некоја посветло сина боја. Така, значи оваа фаза е про Т клетка или пак Т клеточен прекурсор. Сега, оваа клетка која ќе навлезе во тимусот, таа исто така може да се нарече, односно понатаму може да се нарекува тимоцит. Значи тимоцит не е клетка на ткивата на тимусот, него тимоцит се Т клетки кои се наоѓаат во тимусот. Океј, значи од оваа точка натаму можеме да нарекуваме тимоцит. Сега, оваа клетка ќе продолжи низ кортексот, се додека не стигне до медулата, и во медулата ќе има неколку фази на развој. И додека се движи во кортексот, така, додека се движи во кортексот, таа ќе поминува низ различни лиганди кои ќе овозможуваат различни фази на развој. И тоа движење низ кортексот ќе трае од прилика 1 до 3 недели. Така, значи ќе се движи 1 до 3 недели. Исто така, додека поминуваат низ овие фази на развој, тоа пошто ќе ги разликуваме се молекулите кои се наоѓаат на нивната мембрана. Така, во овој момент, например, овдека има одредени рецептори кои се наоѓаат на нивната мембрана, одредени молекули. Како што се движи низ развојот, некои молекули кои се наоѓаат на мембраната ќе ги има во помала количина, некои ќе ги има во поголема. И спрема тоа ги разликуваме, така, различните фази на развој. Првично ќе отсуствуваат CD4 и CD8 мембранските молекули. Така. Значи вака тоа ќе обележиме. Во првиот дел од развојот ќе отсуствуваат CD4 минус, значи CD8 минус.
И поради тоа што отсуствуваат и двете тие мембрански молекули, односно тие два корецептори, овие клетки, мислам кои се наоѓаат во овој дел од развојот, се нарекуваат double negative клетки, односно double negative DN. И молекулите кои ќе им служат за нивното разликување во различните DN фази ќе бидат други молекули кои што се наречени c-KIT, кој е всушност рецептор за growth factor. Исто така ќе користиме молекулата CD44, која е адхезиона молекула, значи CD44, тоа е адхезиона молекула, и CD25, која е всушност молекулата алфа-синџирот на интерлеукин 2 рецепторот. Значи врз база на овие три молекули, c-KIT, CD44, CD25, во зависност во колкава количина ги има на мембраната, разликуваме различни подфази на ДН клетките. Значи овие сите им недостасуваат CD4 и CD8, ама врз база на разлики на количината на овие други три протеини ги поделуваме на 4 фази, значи од DN1 до DN4. Сега, првин од протек клетката настанува DN1. Значи првично имаме DN1 клетка, бележиме вака, тоа е DN1. Сега, DN1 клетката на својата површина има од c-KIT многу, така, значи c-KIT има многу, CD44 има, не во толку големи количини, но има, а CD25 нема. Океј, сега, од DN1 преминува во DN2. Океј, сега кога е кod DN2, таа во овој момент има од сите овие молекули. Значи има доста CD-KIT, има CD44 и има CD25. Сега, оваа DN2 фаза започнува реаранжирање на гените кои кодираат за Т-клеточниот рецептор. Така, значи овдека започнува, со некоја друга боја ќе прилежиме, со портокално нека биде, започнува реаранжирање. Ми фали океј, нема врска. И тоа, реаранжирање на бета, гама и делта синџирите, али не на алфа. И ова е наверојатно бидејќи алфа гените се уште тесно спакувани во хромозомот, значи не е ослободен тој дел од хромозомот за да биде слободен на рекомбинантната машинерија. Сега, во доцните фази на DN2 фазата и преминување кон DN3, тоа што се случува е да се намалува создавањето на c-KIT и на CD44, додека на CD25 останува исто. И овде е клучниот момент каде што клетката ќе треба да се одлучи дали ќе биде гама-делта или алфа-бета Т-клетка. Океј? Сега, ова значи е многу битно и ќе се навратиме на се ова и ќе навлеземе повеќе детали, но вака ќе бележиме на страна дека излегуваат гама-делта, значи гама-делта, додека тие кои успешно го рекомбинирале бета синџирот си продолжуваат како DN3 клетки. Ќе направиме како DN3 клетки. И во овој момент, после поминување на DN2 фазата и за гама делта и за DN3 клетките, веќе имаме потмално посветување да стане Т-клетка. Зашто до овој тука стадиум, ова се уште можеше да се диференцира во НК, во Б или дендритична клетка. Додека после DN2 фазата, ова сигурно станува Т-клетка. Значи во DN3 фазата продолжува некои си реаранжирања и на крај навлегуваат во DN4 фазата. Кога навлегуваат во DN4 фазата, тие намалуваат експресијата на скоро сите од овие протеини, така што c-KIT иде до некои си многу ниски концентрации, ние ќе бележи како минус, иако има малку. CD44 исто нема, CD25 исто така нема. И овдека има неколку работи кои ќе ги разгледаме малце подетално, особено помеѓу DN2 и DN3 фазите. Од кога имаме DN4, таа преминува во double positive клетка. Значи сега од double negative клетка, таа преминува во double positive клетка. Односно double positive клетка значи дека има и CD4 и CD8. Така, значи double positive, вака ќе бележиме тука вака горе. Double positive
значи дека има и CD4, но има и CD8. Значи не е само едното или другото, него во овој момент е дабл позитив. И двете молекули ги има. Добро, сега. Видовме дека може, сега понатаму има и други фази кои ќе разгледаме малку подоцна, но видовме дека може да се добие алфа, бета или гама, делта клетка. Океј. Сега ќе спомнеме некои зборови плюс. Алфа, бета се најчестиот тип на клетки. И вака имаме околу 95%, и овие се тие кои најчесто учествуваат при заштита. Додека гама, делта не дека немаат функција, значи ги спомнавме веќе од неколку видеа дека се налик вроден имун систем и дури може да препознаваат непротеински вакво антигени, иако ги има околу 5%. Сега гама, делта главно се наоѓаат во мукозните мембрани, односно мукозните ткива. Така, значи мукозни мембрани, односно ткива. Сега, како се прави одлуката дали да биде алфа, бета или да биде гама, делта клетка? Дали ќе биде алфа, бета или гама, делта, зависи од кој дел од геномот, односно од гените, прв ќе се реаранжира. Дали тој за бета, гама или делта синџир. Така зашто започнува реаранжирање и сега да видиме кој прво ќе заврши. Со цел да се добие гама, делта клетка, треба и двата синџира, така, со цел да се добие гама, делта, ај вака доле ќе направам, треба и двата синџира, и гама, и делта да се реаранжираат пред да започне реаранжирањето на алфа синџирот. А тоа ќе почне да се случува некаде кај DN3 фазата или пак кон DN4, првично ќе имаме еден половичен алфа синџир, пак на крај ќе имаме целосен. Но поентата е, ако првично побрзо се реаранжираат гама и делта, таа ќе се замине и ќе стане гама, делта Т клетка. Но поентата е мора и двата синџира да се реаранжираат. Зошто? Бидејќи, ако, да речеме само гама се реаранжира, а делта, и треба време а делта, во тој случај, кога ќе започне реаранжирањето на алфа, така, кога ќе започне реаранжирањето на алфа, делта едноставно ќе биде избришан, бидејќи делта се наоѓаше помеѓу В и Ј регионите на алфа, така. Така што, ако делта не се реаранжира во даден временски период пред да започне алфа, зашто алфа малку се касни, во тој случај ќе добиеме алфа, бета. Ако делта успешно се реаранжира заедно со гама во дадениот временски период пред да алфа да почне да се рекомбинира, во тој случај ќе се добие гама, делта клетка. Нормално има некои други фактори од кои ова зависи, особено во феталниот развој имаме главно гама, делта клетки. Но кога ќе се родиме, тие опаѓаат на дори 0,5% во периферијата на телото. Нормално тие, како што реков, се наоѓаат во мукозните ткива главно. И ќе видиме график за тоа. Но поентата е, тоа е главното нешто од што зависи дали ќе се добие гама и делта клетка. Брзината на реаранжирање на синџирите. Ако првично се реаранжира бета и бидејќи за да се добие алфа, бета, едноставно треба само да се реаранжира бета. Но за да се добие гама, делта и двата синџира мора да се реаранжираат пред да започне реаранжирањето за алфа. Сега, како што реков, ако се создае бета синџир пред да се создадат и гама и делта или пак ако алфа започне, нема да добиеме гама, делта клетка. Сега, тие кои успешно создале бета синџир пред да се создадат гама, делта, продолжуваат нели во DN3 фазата. И сега гледате интересна работа. Овдека, оваа DN3 клетка, имаме успешно создаден бета синџир. Океј, но алфа уште не е целосно реаранжиран и затоа на овој бета е приклучен еден нецелосен алфа. Ќе брže некако со мала линија и се нарекува пред Т алфа синџир. Значи има еден, значи пред Т алфа синџир. Океј. И со ова целосно реаранжираниот бета со овој нецелосен алфа или пак аналоген алфа синџир, ова се нарекува претеклеточен рецептор. Океј, значи ова целото како комплекс е претеклеточен рецептор. Сега, интересно е, кога се формира овој претеклеточен рецептор, тој автоматски праќа сигнали. Тој автоматски праќа сигнали како да бил активиран, односно како да дошол во контакт со лиганд. Иако не доаѓа во контакт со лиганд. Мислам, до сега тоа што знаеме. Овдека нема лиганд. Така че нема
лиганд. Тој спонтано си се активира. Значи тој спонтано праќа сигнали, кои ќе бележам со црвена боја, праќа сигнали и тие сигнали ќе ја воведат клетката да тргне ко DN4 фазата, односно да намали создавање на цекид на CD44 и CD25. Односно ќе ја натера да влезе во DN4 фазата првично, ќе потикнат пролиферација, така значи ќе натера да влезе во DN4 фазата плюс пролиферација. Исто така ќе натераат да се случи алелно исклучување на другиот бета алел, така бидејќи едниот успешно се рекомбинирал, нема потреба сега зошто и другиот да заврши со рекомбинација. Така, значи плюс алелно исклучување на бета, така на вториот бета алел, и ќе се добие дабл позитив клетка, ќе се прекине пролиферација, така значи прекинува пролиферација и после тоа всушност се завршува, односно имаме иницијација на рекомбинирање на алфа синџирот. Значи комплетно рекомбинирање. Например, тука сме имале некоја си ко почетно со цел да се елиминираат гама делта клетките, но сега имаме завршување и правилно реаранжирање на алфа синџирот. Така, значи TCR алфа реаранжирање. Сега, оваа дека пролиферација е многу битна. Зошто? Кога имаме оваа пролиферација, добиваме многу клонови кои имаат ист бета синџир. Океј, добиваме многу клонови кои имаат ист бета синџир, но од тие клонови кои имаат ист бета синџир, понатаму ќе имаат различни алфа синџири. Така, значи понатаму ќе имаат различни алфа синџири, бидејќи алфа рекомбинирањето на алфа синџирот настанува после тоа дабл позитив фазата. Значи после тоа ќе добиеме всушност клетки кои ќе имаат ист бета синџир, но различен алфа. И ова е некој начин на формирање варијабилност. Нормално дека постојат многу клетки кои ова го прават, не е само една вака клетка која ова го прави, постојат многу клетки и сите тие имаат различни бета синџири. И поентата е во различни делови од тие процеси секаде всушност имаме некој си вид на пролиферација. Така не е ова дека една клетка тера. Она постојано во одредени фази има пролиферација, само што не ја бележиме бидејќи не е некоја си значајна пролиферација. И овој тука всушност процес се нарекува Б селекција, бета селекција. Ја ќе облежам со некоја си боја. Че ова дека всушност е бета селекција. Сега понатаму следи процесот кој што ние сега нема детално да го разгледаме, едноставно само ќе спомнеме дека овие клетки сега се диференцираат на сингл позитив клетки. Така, значи преходно беа дабл позитив, сега ќе станат сингл позитив. Сингл позитив, односно ќе имаат или CD4 или ќе имаат CD8. Така, и ќе се одделат така на клетки кои имаат CD4, на клетки кои имаат CD8. Ќе имаш некои други клеточни линии како регулаторните клетки, чи T-reg. Океј. И ќе имаш клетки кои ќе изумрат. Тие ќе бележам со црвена боја, че имаш клетки кои ќе изумрат. И ова е дека процес на селекција ќе биде положен на позитивна и негативна селекција. Значи, сите овие дека клетки што се добиле имаат различните клеточни рецептори. Океј. Бидејќи се добијат многу клетки од различни клетки. Имаат различните клеточни рецептори и сега врз нив се врши позитивна селекција, која што бара клетки, односно ќе бидат избрани клетките кои може само да се врза со сопствен МХЦ. Така, значи позитивна селекција, клетки кои се врзуваат со селф МХЦ. Океј. И после ќе имаме и негативна селекција, која ги отстранува клетките кои премногу силно се врзуваат со МХЦ. И ова маци ќе биде парадоксално, ќе објасниме понатаму во наредното видео, но бара клетки кои се врзуваат со селф МХЦ, али не силно. Така, не ќе ме клетка која премногу силно се врзува со МХЦ и ќе спомнеме за ова подетално во наредното видео. Али ова е главното за процесот на селекција. Клетките кои не ги исполнуваат овие барања ќе бидат овие мртви клетки.
Така, дел од нив ќе се диференцираат на тие регулаторни клетки, зависно од кои лиганди ќе ги сретнат, а дел ќе бидат нели CD4 и CD8, кои го поминале овој процес на селекција, кои ќе продолжат сега во медулата, каде што ќе бидат под дејство на секундарна негативна селекција. Значи ќе бидат тука во медулата и сега ќе бидат изложени на повторно на негативна селекција. И понатаму тие кои поминале сите тие тестови може да се продолжат во крвните салови. Океј. Иначе само исто така спомнеме дека 98% од клетките умираат. Значи или умираат при клеточна селекција или пак при овие фазите на развој. Океј. Значи 98% се неуспешни. Само 2% од клетките поминуваат овој буткамп на некој си начин. Ходење во војска и ги тренираат таму и само најдобрите излегуваат. И тука сега за крај имам само некои работи онака што треба ги спомнеме. Да видиме дека при феталниот развој првично најмногу имаме гама делта клетки и како што ќе се родиме, тука некаде раѓање, имаме многу повеќе алфа бета наместо вакво гама делта. Океј. Овдека на десна слика го имаме развојот, ова е од Куби 7 издание, извадена сликава, каде што гледаме започнуваме хемотопоетска стем клетка, хемотопоетски прекурсор, мигрираат низ крвта или пак низ лимфни садови. Имаме DN1, DN2, до овдека може да станат каква било клетка, но после DN2 се нула само Т клетка, значи Т клеточно посветување, комитмент. DN3 Б клеточна селекција, нели овдека имаше тој сурогатен Т клеточен рецептор од реаранжиран бета и од преалфа синџир. Потоа имаме тој си праќа сигнал, тој рецепторот автоматски праќа сигнал, имаме или пролиферација и така натаму бета исклучување на другиот алел на бета, имаме целосно реаранжирање на TCR алфа локусот и понатаму следи процес на позитивна и негативна селекција, па во медулата иде секундарна негативна селекција и на крај имаме крв и периферни ткиво. Океј. Овдека имаме слика од Куби вакво 5-то издание, но исто така и од 6-то издание, истото е. Каде што таму не го збираше, овдека ново ставивте зашто таму беше скратено. Океј. Значи имаме хемотопоетска стем клетка, имаме заеднички лимфоиден прекурсор, мигрира Т клеточен рецептор, овдека е бележено всушност каде имаме повеќе експресија, на кое и што како. Овдека исто имаме на C-кит, само помалку, овдека стаја на минус, зашто е од постаро издание. Овдека како идат реаранжирањата пред алфа, значи некој си почетен алфа кој ги елиминира на некој си начин гама делта клетките и на крај имаме целосен алфа синџир, целосно реаранжиран и така натаму. Овдека гледаме дека нема секундарна негативна селекција, не е бележена. Но океј, ова е главната идеја. Сега дам дека научивте што ново, значи ја вака само да направиме една сумација и ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе разгледаме детално селекцијата што се случува после овој ран развиток. Довидување.